Вчера беа одиграни надпреварите од второто коло во третата македонска фудбалска лига Исток. Овче поле со Персвар славеше домашна победа над Карбенци со 2-1, со што тимот од Свети Николе ја продолжува одличната сезона и има 2 од 2 на стартот од новата сезона. Брегалница во Делчо со убедливи 4-1 славеше над Светло со Зрновци, додека пак Малеш немаше сили на домашен терен загуби од Доиранско езеро со резултатот 1-2. Тиверија се соочи со нов параз, но овој пат на домашен терен од Рудар, откако гостинот од Пробишти беше минимално подобар со 0-1. Дербито на колото се играше во Воландово, каде екипата на победа со убедливи 3-0 го доби ударник во дерби кој го наполни градскиот стадион во Воландово со публика, а зачинето со двете навивачки групи. Во рамки на второто коло слободна беше екипата на Хоризонт Турново. Започна новата сезона и во третата македонска фудбалска лига Север со надпреварите од првото коло, а во рамки на оведната рунда екипата на Евромилк од Горно Лисиче со убедливи 0-4 славеше над Студеничани, со што некогашниот прволигаш најавува борба за влез во втора лига. Куманов исто така со убедливи 4-0 ја доби Беса од Царе, а пак Башкими Љуботен со 5-1 го декласираше новиот третолигаш Лопате. Тимот на Аеродром славеше гостинска победа над дебитантот Отлја со 1-2, а пак Кадино беше минимално подобар од Ражаничино. Дербито на колото меѓу Фортуна и БВК Конјаре заврши без победник со по 1 гол, 1-1, а пак Чини со убедливи 5-0 го декласираше тимот на Беса Слупчене. Стартуваше новата сезона и во трета лига Југ со надпреварите од првото коло, а което не се поголоци на сите надпревари. Првелец беше најобидлив откако со 6-0 го декласираше тимот на Млекар. Влазними јуниор со 2-0 славеше триумф над Новакот Тополка. Росумон со 1-0 го доби ланскиот второлигаш Борец од Велес, а исто така со минимални 1-0 славеше победе и Бучин над Венец. Младост во Кривогаштани на домашен терен загуби со Тултра со резултатот 0-4, а пак Питогули го декласираше Дрено со 5-0. Башкимиот Јаболчиште во рамки на првото коло одмараше, откако екипата на Слога Лажени се откажа од преварување пред стартот на новата сезона. Исто така започна новата сезона и во третата лига Југозапад, а во рамки на првото коло Слава и со 1-2 го доби Кравари. Влазними со 2-5 беше убедлив против Демир Хисар, Могило со убедлив 0-5 го декласираше тимот на Велешта. Тимот на Света Тројца со 3-2 го доби тимот на Напредок од Ношпал кој е нов третолигаш, а пак поранешниот второлигаш од Струга, екипата на Росман, прослави домашна победа 4-2 над Корап од Дебар. Стартуваше и новата сезона во трета лига Запад, а само на еден меч немаше победници. 0 одигра дебитантот Скендербеу и некогашниот прволигаш Ренова. Добрички со 4-0 славеше над Љуботен. Висока победа имаше и тимот на Камини на гостувањето кај Дрита, а пак Влазерими со 2-1 го доби Джепчиште во дерби на колото. Речици со така имаше сигурна победа од 3-1, славејќи над тимот на Заези, а пак Кичевски Напредок со 3-1 однесе висока и сигурна победа над Вардар од Бравеница.